Системот, како и граѓаните кои поминуваат покрај него, го гледаат, знаат дека постои, но не го забележуваат. Минусните температури му го отежнуваат и без тоа тешкиот живот. Дел од луѓето оставаат по некој денар, кој колку може, вели питачот кој ни се представи како Азир. Ни објасни дека ваквиот начин на живот го запознал уште како дете. Има 60 години, ама во животот работа не нашол. Вели од документи има само лична карта. Немам јадење, стара куќа имам, од цигли. Нема блокови во мне, цигли имам. Жена, како што сум кажал, инвалидка е. Не е способен, ни он за ништо. А што најдем тоа? Што јадам, отпијам по континери повише. И кога што просто ми дават народ за јадење. И кој динарче тоа, со тоа се крпим. На овој студ, куќа со речиси урнат покрив не се грее, ни вели Азир. Со најлоните, со пластики, со био, но сам дома имам еден чумбет. И тоа е за ниде. Ама ја крпим малку, се греем, само се греем рартите и ногите и onda се ставам на душето, спавам. Ето, цяло гров да миниш, ти викаш, абе не се жива ни мачки, ни глушето, ни куće. А човек да живе. Капа, шал, неколку дебели джемпери и јакна е целата заштита на пазарџиите кои работат на отворено на овој студ. Велат на вистина е студено, но дома леп мора да се донесе. Јовица Костовски веќе 10 години како продава лукче и везени пиперки во близина на скопските пазари, за да може неговото семејство да излезе накрај. Вели дека со домашниот буџет од 12.000 денари тешко се живее. Заработка голема од ова нема, ама мора на студот да се обиде да најде начин да ги закрепи дупките во паричникот. Како да кажеме, човек е принуден или цврста желба, волја, постигнува. Тоа е малку ладничко, ама навик. Ќе се прилагодиме полека. Не е тоа заработување за еден гол живот. Така нешто, поситни трошкови, некој да се покрие, да се закрепи нешто. Иначе за некоја заработка, за нешто во таков смисол да се каже, не. Големиот студ во најдолгиот месец од годината најмногу ги погоди сиромашните луѓе. Оние кои деновите ги поминуваат на отворено во потрага по некој денар плюс за да се истурка месецот до крај.